Џил Бајден го најави враќањето на нејзината нација во културното и образовното тело на Обединетите нации УНЕСКО во неговото седиште во Париз. Мартин Николовски го вклучуваме во живо од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, на што се доложи одлуката за враќање на САД по 5 години во УНЕСКО? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Председателот Џо Бајден ја избра својата омилена амбасадорка на мека моќ, неговата сопруга Џил Бајден, за да го одбележи повторното приклучување на САД во Организацијата за култура и образование на Обединетите нации, како што рековте, по 5 години пауза. За време на својата посета во седиштето на УНЕСКО во Париз, првата дама САД ги нарече символ на посветеност на глобална соработка и мир, и нејзината држава е горда што повторно се приклучува на УНЕСКО. Сунчица, ова е организација што вклучува 1157 имоти ширум светот со културно значење. Тука е и античкиот град Витлем, технички во Израел, но класифициран од УНЕСКО како во Палестина. Знаеме дека на листата на УНЕСКО се наоѓа и Охридското езеро, кое е едно од 39 локалитети во светот со двојна заштита, како природно и како културно наследство. Мартин, зошто САД пред 5 години се повлека од УНЕСКО? Тоа се случи за време на администрацијата на Трамп. Тогашниот председател повлекувањето го образложи со аргументи кои наводно се темелат на антиизраелска ориентација во УНЕСКО со признавање на Палестина како членка. Палестина не е држава признаена од Обединетите нации, ниту од САД. Следејќи го примерот на САД, и Израел тогаш го напушти УНЕСКО и нема знаци дека има намера да се врати повторно во агенцијата. Важен момент е да нагласиме дека пред напуштањето на агенцијата, САД беа најголемиот поединечен донатор на УНЕСКО, обезбедувајќи околу 1/5 од вкупното финансирање на оваа агенција. Тие пари сега се враќаат на намената. Не наеднаш, туку на рати, администрацијата на Бајден ќе плати $150 милиони за заостанатите финансиски обврски спрема УНЕСКО во 2024 година. Сепак, САД не кријат дека желбата за враќање во УНЕСКО е мотивирана од загриженоста дека во вакуумот што го ставија САД со повлекувањето во изминатите 5 години, влијанието на Кина во креирањето политики во агенцијата е зајакнато, особено во однос на вештачката интелигенција и технолошкото образование, насока во која несомнено светот се движи. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон.